Никој не ги штити македонците во Бугарија. Македонскиот клуб на друштвото Омо Илинден Пирин во неколку наврати се справува со закани и притисоци. Овој пат алармираат дека ќе бидат принудени и да ја напуштат просторијата во која ги држат своите состаноци. Имено, собствениците на просториите трпеле закани за да ги натераат членовите да ги напуштат просториите, пошто на крај биле приморани и до здруженијето да достават спогодба за раскинување на договорот. Од Омо Илинден Пирин, иако не веруваат дека ќе се чисте случајот, поднесуваат пријава до бугарското обвинителство. Ние на тој етап подготвяме сигнал до прокуратурата, така както изисква закона, за незаконно вмешателство на неизвестни хора. Прокуратурата и МВР имат средства и начини да проверят кои са тия хора, какви са тия хора и да вземат отношение за срока на ползване. Самия договор предвижда едногодишен срок за ползване на помещението, просторијата, и ние не бихме искали да се откажем, поради това сезираме прокуратурата за реакција. За Мазнев нема друго објаснување, освен дека ова е притисок. Вели не е јасно зошто би им го прекинале договорот и некој би се откажал од дополнителен приход. Всушност, ова не е прв пат да подлежат на вакви закани и притисоци. И во минатото се случувале анонимни повици со заканувачки пораки и претходно било барано да се напуштат простории. Сега отново се повтарят нещата. Ние не знаем какви са тие хора които са отишли при нашите наемодатели, но можем да се досещаме, че това са хора от извън държавния сектор, които обаче имат прекрасна информация за нещата, които се случват при нас. От рода на това, че примерно тия хора са чувствителни на внушенија, на заплахи. Бугарските институции никогаш досега ги немаат заштитено македонците во Бугарија кога биле објект на дискриминација, стои во реакцијата на Сдруженијето Омо Илинден Пирин. Покрај ваквите облици на притисоци, клубот Омо Илинден Пирин во Гоце Делчев во Бугарија бил нападнат и во 2007 и во 2008, но и тогаш никој не преземал никакви дејствија.